Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје тема ќе биде хиперактивност, односно палави деца и поточно недостиг на внимание кај децата и поврзаност на овие состојби со исхраната. И овој понеделник со мене е мојот колега доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Доктор Митов, добро утро и ви благодарам што и овој понеделник сте дел од емисијата Здравје, здрава храна. Добро утро и вам и ви благодарам за поканата. Минатата емисија зборувавме за поврзаноста на депресијата и исхраната, а денеска продолжуваме, како што најавивме, со хиперактивноста кај децата и дали исхраната придонесува за појава на третманот на нарушување на оваа состојба. Предходните емисии генерално зборуваме за возрастната популација и поврзаноста на заболување, односно состојби со исхраната. Може ли да помогне исхраната еве конкретно и кај помалите? Така. Зборувавме за возрастните, како што кажавте, и таму нели број 1 заболување за кое што зборувавме, кое што е најчесто, кое што од аспект на менталното здравје е депресијата, меѓутоа кога менталното здравје е во прашање кај децата, тогаш знаеме дека најчесто е синдромот така наречен АДХД, односно недостиг на внимание кај дечињата или хиперактивност или како што рековте палавост, но тоа е вака некоја поекстремна форма на палавост. Народна изрек. Да. Сега, за жал, загрижувачка е епидемиолошката слика за ова состојба, бидејќи се повеќе и повеќе дечиња во светот ја прикажуваат истата, а особено во западните земји. Јас имам податоци од Соединетите Американски држави каде што прецизно се води ваква евиденција и таму годишно се препишуваат, значи се издаваат рецепти за оваа состојба, отприлика 20 милиони рецепти за Риталин годишно и загрижувачкиот момент е дека 800.000 рецепти се додаваат секоја нова година. Така да како мислите рецепти, значи родителите се третира, децата ги носат на лекар и таму се третира и овдека се разбира, тоа се разбира по радикалните, по сериозните случаи. Така, затоа што секој дете е темпераментно на некој начин. Точно, во екстремни случаи. Точно е, некогаш и многу често многу тешко е да се повлече линијата помеѓу што е тоа што е едно палаво дете, каде што природната да речеме структура на самиот карактер е таква да биде по-палаво, да речеме, повесело, поживо или на вистина веќе станува збор за проблем, има комплицирани начини за дијагностицирање на таа состојба, меѓутоа за жал за толку многу веќе има дечиња кои што прецизно е тоа дијагностицирано, така да се ставаат на терапија, се ставаат на фармацевска терапија, значи еве зборуваме конкретно за Риталин, кој што од година во година се повеќе се зголемува. И прашањето, нели, аспектот од кој што ние ги анализираме секоја емисија работите е дали исхраната има свое место. Так. На кој начин исхраната придонесува или пак може како третман да се користи во овој случај. Исхраната веројатно според научните студии не е единствената или главната причина за појава на овој синдром, да речеме, на хиперактивност кај децата. Веројатно постојат други причини. Храната само го забрзува, претпоставувам. Точно. За храната е најдено дека има такво додатно дејство или може да го стимулира, особено ако веќе има подлога за тоа, или да го забрза појавувањето, или да ги влоши симптомите, доколку веќе се присутни. Но потврдено е со многу научни студии дека исхраната е поврзана со хиперактивноста кај децата. Повеќе студии покажуваат врска помеѓу така наречените вештачки бои и адитиви во исхраната.
Значи, ако треба цела емисија да ја сумираме во една реченица, тоа е дека хиперактивноста на децата е поврзана со вештачки бои и адитиви. Имено, интересот за истражување на оваа област започнува во некаде во 70-тите години од минатиот век, кога се појавил сомнеж, да речеме, кај научниците за вештачките бои, за вкусовите, за презервативите, за тие адитиви кои што се додаваат во исхраната и се поставило прашањето дали тие може да придонесат за хиперактивност кај децата. Британската агенција тука предничи, која што го потврдила тоа и која што им наметнала на производителите на храна 6 вештачки агенти за субстанции за обојување да бидат исфрлени во исхраната од исхраната во Британија и со тоа недостапни за деца. Така, значи, Британија ги наложува, значи, во меѓувреме се прават, предпоставувам, некои студии, анализи. Така е. Што покажуваат тие Точно. анализи? Британија е пионер, да речеме, во овие истражувања и во овие забрани, односно во преточување на науката во конкретни законски регулативи. Так. И од тука тие и ги имаат забрането овие кои што претходно ги спомнавме, бои кои што биле загрижувачки во исхраната, но тие продолжили и понатаму да истражуваат. Сега би споделил со слушателите една многу интересна научна студија која што укажува дека и тоа како постои врска помеѓу хиперактивноста и исхраната кај децата. Имено, една голема научна студија проверувано е натриум бензоатот и 6 вештачки бои кои што се додаваат во исхраната, како тие се поврзани со хиперактивност кај децата. И биле испитувани деца од предшколска и од школска возраст. Пред да преминем на самата научна студија, морам збор-два да кажем и за самиот натриум бензоат. Станува збор за адитив кој што се додава со цел да ја презервира храната, со цел да ја направи по-безбедна од бактерии на подолг период. Так, и подолго да трае. Подолго да трае. Меѓутоа, иако сама по себе таа субстанција не е најдено дека е толку опасна, натриум бензоатот зборуваме, меѓутоа, во контакт со аскорбинска киселина, односно со витамин С, најдено е дека ослободува бензен. А бензенот е јасна канцерогена субстанција, значи предизвикува рак. И од тука комбинацијата на натриум бензоат со аскорбинска киселина, која што може да се случи кај безалкохолните газираните пијалоци, Така. се смета за загрижувачка, особено кај деца. Лично препорака јас би дал до секој родител дека нема никаква здравствена потреба и причина разумна зошто на своето дете да му дава безалкохолни пијалоци. Газирани пијалоци. Да, Ова е настрана големата содржина на шеќер, настрана големата содржина на натриум бензоат, но еве се создава и бензен и други субстанции кои што можат сериозно да го нарушат здравјето. И тука е паметно човек да биде внимателен. Но да се вратиме на студијата. Биле за овие дечиња што ги спомнавме испитувани во Британија. Во предшколска и Да. И 6 недели тие биле поставени на исхрана која што нема натриум бензоат и која што ги нема овие конкретни 6 бои кои што ги имало во исхраната. И бил направен еден микс А, микс Б од различни бои, кои што на втората, четвртата и шестата недела им биле додавани во исхраната. И ги наблюдувале дечињата. Биле наблюдувани од родителите, од нивните наставници, кои што и онака ја знаеле нивната нарав, и од независна група експерти. Нели, со цел да не кажеме дека тие знаат дека оваа дете е палаво, па сега ајде што да очекуваат од него. Но, значи, од 3 различни аспекти, преку верифицирани прашалници, било наблюдувано како дечињата се однесуваат. И точно се покажало дека во периодот кога на дечињата им се давале овие миксови од бои, значи во втората, во четвртата и во шестата недела, доаѓало до така наречено нивно агитирање или возбудување или хиперактивност, односно станувале попалави, како што Збеснуваат. Збеснуваат на него. Народски израз. Народски израз, но ја доловува сликата што се случува
нели да не користиме премногу научна терминологија, Така. медицинска терминологија, па да не успееме да ја пренесеме пораката. Вистинската информација. Да, така да преку тие ова е една значајна студија која што докажала дека дури се обиделе и да квантифицираат, но според таа квантификација што ја направиле научниците, кажале дека барем 10% во разлика во однесувањето, барем 10, се должи токму на овие бои. А што останува за останатите работи кои што дечињата ги јадат? Но со тоа би го одговорил оваа прашање, би Така. заокружил дека овие вештачки бои е најдено дека се поврзани со хиперактивност кај децата. Доктор Митов, ќе направиме тука кратка пауза за реклами и ќе се вратиме повторно со научни созданија околу поврзаноста на хиперактивноста со самата исхрана, односно вештачките бои и реагирањето на детскиот организам на овие состојки. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравие, здрава храна на Радио Слободна Македонија, и овој понеделник со мене во студиото заедно е доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравието. Денеска со доктор Митов зборуваме за хиперактивноста, односно недостигот на внимание, понародски палавост кај децата, поврзани со исхраната. Во првиот дел од емисијата, доктор Митов, споменавте дека Британија прва почнала да се занимава со оваа прашање, со научни студии, со експерименти. Навистина дошле научниците британски до заклучок дека вештачките бои ја предизвикуваат ова хиперактивност или народски речено палавост кај децата. Дали овие наоди од научни студии важат за сите деца или конкретно одредена категорија на деца, дали по возраст или по структура и изглед реагираат на овие вештачки бои? За да се одговори на оваа прашање, правени се исто така големи студии, бидејќи нормална е таа загриженост да се го поставиме прашањето дали сите дечиња ќе бидат засегнати од одредени хемиски препарати, бои, вештачки бои во исхраната или некоја група треба особено да ја пазиме. Најдено е дека постои таква група, за жал не можеме да ги најдеме параметрите по кои што можеме да ги одвоиме, бидејќи може едноставно да станува збор за разлики во метаболизам, за генетска предиспозиција, за на било кој друг начин предуслови кои што не е лесно да се исконтролираат. Меѓутоа правена е голема така наречена мета-анализа во Колумбија и во Харвард и откриено е дека кај таа група, значи кај еден дел од дечињата, толку голема е осетливоста на хемиските бои кои што се додаваат во исхраната, така што ако ги извадиме само нив од исхраната, тоа е како речиси половина од третманот со средството кое што им се дава, односно риталин. Така. Значи, може дури половина од ефектот со тие апчиња кои што се даваат кај тие дечиња да се постигне само со исфрлање на вештачките бои во исхраната кои што ги спомнавме. Сега, бидејќи многу често ги спомнавме боите, така да ги кажеме каде ги има, така, за да знаат од што да се пазат. И на што да внимаваат родителите. Одредени видови на чоколади, потоа сите мусли кои што имаат живи бои, светли бои, бидејќи знаете многу пати се додаваат тие бои за да им биде интересно на децата да го јадат. Меѓутоа видат ли некои живи, весели бои во исхраната, тоа вештачки додадени, тоа е веќе знак за внимание. Потоа кај соковите, особено кај соковите, потоа кај газираните сокови, сите тие, значи предпоставувам бомбоните, разни. така добро ме потсетивте, и многу е едноставно. Од моментот кога ќе престанат да им ги даваат конкретните производи на детето, треба само да почекаат 1 до 2 недели и ќе го видат ефектот. И ќе им биде јасно дали е од тоа или не е од тоа, или тоа придонесува и колку придонесува. Всушност и да не е хиперактивноста, воопшто и да не им се даваат овие производи, тоа сепак е добро за нивното здравје. Така да и да немаат децата проблем со хиперактивност, јас се разбира не би препорачал дечиња да бидат хранети со таква нездрава или што велиме джанк
или ѓубре храна. Так. Значи дека дечињата треба да бидат поштедени од. Но од друга страна, што советувате вие, Так. со кои продукти да се За конкретнава група. Менталното здравје кај деца? Да, за конкретнава група сега, ако веќе зборуваме за дечиња кои што имаат таков проблем, кои што има одреден вид на хиперактивност. Што да јадат? Да, прво нешто кое што се препорачува кај нив е омега-3 масната киселина. Значи омега-3 ја има во лененото семе, секое утро мелено ленено семе со вода. И тоа е многу важно бидејќи најдено е дека кога постои дефицитност, односно недостиг на омега-3 кај дечињата, симптомите се слични на хиперактивност. Так. Значи истото се појавува. Затоа за да бидете сигурни дали не е тоа, односно да го исклучите, добро е на децата и онака и на потполно здрави деца да им се дава омега-3, еве токму во оваа форма, мелено ленено семе, секое утро една лажица во чаша вода. Тоа е едно нешто кое што треба да им се дава. Второ кое што треба да се дава е да се пази, поточно да кажеме, е да се внимава на балансот на шеќерот во крвта. Односно да не се додава засладувани. Да се пази колку многу шеќер се дава на дечињата. Тоа е вториот совет, да нема флуктуации во шеќерот нагоре надолу. Третото кое што е да се зголеми содржината на витамини и минерали кај тие дечиња особено, и тоа на природен начин, преку овошје и зеленчук, колку што е можно повеќе, и да се пази на видовите храна кои што предизвикуваат алергија. А од претходните емисии сме зборувале, сега само да спомнеме, број 1 алерген за кај дечињата е млекото. Ако имаат проблем со алергија, прво треба да се пази на млеко, второ треба да се пази на јајцата. И тоа се тие најголеми две, да речеме, тие две најголеми групи кои што предизвикуваат најмногу проблеми. Би заклучил со тоа што би кажал дека, еве, докажавме преку многу научни студии, како и кај секоја болест, така и тука треба да се внимава. Односно, и тука исхраната е можеби не пресудна, но силно влијае за намалување на симптомите на хиперактивност кај децата. Главната поента да ја извлечеме од оваа емисија да се избегнуваат вештачки бои или продукти со джиш бои што го привлекуваат вниманието на децата, ќе се смират моментално, но компликациите се дополнително. Така, се согласувам со вашиот заклучок. Почитувани, тука е и крајот на денешното издание на емисијата Здравје и здрава храна во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Дине Вучков и Никола Давчев. Денеска сме понеделник, 6 јуни 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање, имајте убав ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.